Станка Ангиловска за себе ќе каже дека била голема домаќинка и посветена сопруга и мајка додека била на нозе. Потекнува од пробиштип, но судбината ќе сака да ја донесе и да создаде семејство во Кратово. Долги години ќе биде работоспособна и пожртвувана, се додека на работното место не се онесвести да започне незиното мачно патешествие. Во меѓувреме го губи сопругот или незината неголема поддршка, ќе каже таа, па во борба за застанувањето на нозе поминува 5 операции кои за жал нема да ја подобрат ситуацијата. Повеќе од 8 години не станала од кревет, за неа се грижат волонтери неколку пати во неделата. И иако земе инвалидска пензија, оваа храбра жена ќе рече: "Не сакам такви приходи, сакам да станам на нозе и ако не можам да работам, барем сопствените потреби само да се ги извршувам. Во нашава земја, за жал досега никој не се ангажирал да го разгледа зарствениот проблем на тетка Станка. Таа иако удела секаде вели дека травматолозите испраќаат кај неврохирурзите, а тие пак назад кај травматолозите. Затоа одлучи да собере сила и да се обрати јавно, со надеж дека некое здравствено лице ќе го види нејзиниот проблем и земе во своји раце, а ако и тоа не успее, барем да собере средства и спасот да го побара надвор од границите на нашата земја, ќе каже таа. Дефинитивно најдрагоценно за болен човек е здравието. Желбата на болниот човек е да застане на нозе и да функционира како здравите луѓе. Токму тоа е приказната во Кратово. Денес ќе ве запознаеме со случајот на Станка Ангиловска, која што навистина многу години е врзана во постела и единствена желба е да застане на нозе. Добар ден. Добар ден. Станка. Изволте. По гласот се познаваме. Познаваме се. Да, бидејќи се слушаме долго време. Јас сум Оливера. Срце на дланка. Емисија која што разоткрива различни животни приказни, а твојата дефинитивно е навистина болна и травматична, исто како што твојата состојба. Колку години си вака во кревет, во постел? 8 години. 8 години. Што ти се случи? Па откако 2009 паднав на терен, некако после па некој терапија натам намо и откако ми почина сопруга, почна со операции 2010, 2011, 12, 5 операции. Последната е неуспешна, не знам дека. Идам на контроли, не сам ја, иди там, иди на травма, иди на неврологија, резултатот нула. И затоа сум овај состојба. Сега, барам нешто, ако може некој лекар да ми скочи у сусрет да ме реоперира да стану ноги, друг избор нема. А која ви е дијагнозата? Под која дијагноза ве оперира 5 пати, со која дијагноза денес сте вака во постела? Дијагноза таа што ме оперира беше парезис, а овај состојба што се наоѓам 5 години, веќе устари 8, параплегија. Какво искуството на другите со ваква дијагноза? Има ли успешно извршени операции со параплегија? Па има нешто, кажуве там доктора има. Само во Македонија се надам, може би има, ама никој не се нафаќа. А во странство сте пробале или сте контактирали со некои доктори од таму? Па да. Некој вика, земи документите, ќе го решиме проблемот, па сега не се. Видите, никогаш не би побарала помош и не би се снимала за било каква донација да бев здрава и на ноза. Да не бевте во оваа ситуација. Вие претходно си работевте и бевте стабилна жена. Да. Но здравието ве легна во постела. Да. Во моментов земате инвалидска пензија. Да. И нега. И нега, но велите ништо од тоа не ми треба ако сум здрава. Да, и само да стану на нога, ништо не ми е битно. Да има некој лекар да се нафата да стану на ноги, тоа ми е најбитно. Станка Ангиловска во 1985 година од пробиштип доаѓа во Кратово, каде долги години ќе работи и ќе се грижи за сопругот и семејството. Се ќе се одвива добро до моментот кога ќе почне да го губи здравието, па еден ден додека е на работа на терен ќе се онесвести, па случај неминувајќи ќе ја пронајдат унесвестена. Од тогаш минуваат многу години, но проблемите на Станка се наталожуваат. Оди на терапии, оди кај стручни лица, но состојбата ѝ станува се потешка и потешка. Се до моментот кога пред 8 години не ја изгуби сосем способноста да се движи и да остане закована за постела. Од каде ти е потеклото? Од Пробиштипско село. Од Пробиштип сте родена? Да, Пробиштипско село. Таму, како живеевте, кога бевте
Па добро беше тамо, учеше школа и 85-та дојдов овде у Кратово. Се омаживте и затоа Да, дојдовте? да, се омажив. 85-та. Да. Колку години имате денес? 59. 59. Млада сте се омажиле и млада создадовте семејство. Да, на 20 години се омажив и млада создадов семејство. Колку деца имате? 2. Терката ми е у Пробишти, па сино ми у Виена. Во овој момент сте сама по Кратово, во куќава и веројатно и врзана за оваа соба. Да. Како ви беше животот кога бевте помлади, кога децата ви растеа, кога бевте заедно со сопругот? Па многу добро на работа во електростопанство, па после приватни. Добро беше, децата ми беа у школа. Сите си фамилиарно беме. Се до нај момент додека случи се една лоша работа, падна на терен. Како беше искочив на терен од долната работа и појдов нагоре и како што одеше, вртјајќи нека дома да дојде на доручек, ми се слоша и падна и чини ми се так бел да не видам. Пронедеаме туи луѓето што минат и викаа брзо помош, однесеаме у болница и таму некои си снимки, не знам што, поврна листа, како док се има тој. И од тогаш, ајде после нешто терапии, нешто масажи, нешто натаму, ништо не ми беше. Се до нај момент, некако, Со која диагноза ве водеа? дискус хернија. И после тоа, после ајде, мажот додека им беше жив, ајде натам, терапии, покрај него, он ме носеше натам, друго беше. Ова кога ви се случи, се уште бевте со сопругот, беше жив? Да. Откако почина сопругот 2010 и тој умира 31.1.2010, а ја првата операција го правил 8.2010. И па идеше на работа, па некако, па се спуши дискуста и не знам што е, па втора операција, па трета операција и на крајот кога заврши у Куманово Евана и таму се укочи се целата и поново и дојде до оваа ситуација. Првата беше успешна, втората беше како реоперација у Систина. Тамо на детето земаа 200.000, во количка ме однесе, во количка ме изнесе. Ајде третата операција навати се од траума. Од травма јакете тргну, например, грешката направена на третата, сметам ја. Значи, сечено, оние па и некако и така. Али третата, сечено, да му се мрдно. Грешката е направена на травматологија. Сега, кој го е направил, еден Господ знае. Потоа уште операција имаше? Па трета, па после ја надевајќи се да ќе стану ноги, па му викам на истиот доктор, извади ги тие штрафови што се ставил тие работи, мислам дека порано ќе ми биде дека стану, па иста песна. Ги извадија? Ги извади, еве, во Вајсотова сам 8 години. После првата операција, што го правев 2010 во август месец, да кажеме терапии, Скопје, вамо, намо, натам, и тој се закрпна некако и вамо ми се вотот фондо, мора да дојдеш, ништо не те следи, ја па продолжи со работата и седи на столо. А доктора уборче, ако продолжиш да седеш, пак ќе се повратам. Или вика, или ќе лежиш, вика, или ќе стоеш, или ќе одеш. А седење никако, а седење многу. Значи, като е странка, мора да седно да го служа, не? И нешто се поврти, еве дојдо до параплегија. Дополнителен терет, вие што и повеќе од 10 години сте без сопруг. Да. Како, откако, ете, тој ве напушти, како уште потешко вие? И те како. Па да ми беше жив, он немаше вака да му стави Вајсотова. Пошто ние беме многу поврзани. Морам те, не брж. Што премногу се сакавте?
Додека примаш инфузија, што ви рече? Нешто тој примаш инфузија и ми рече вака. Дојде брзата помош да го носи, он не веруваше дека беше болен од рак на плоќ. И дојде брза помош да го качимо го, и јас седам до него и он ми вика на мене, седи до мене, јас се климам цялата, он ме примети, а наштикла, оно у болничка кола, ја до него го штикла. Абе, него му литко качи, ја по степеници брзам да го сместо и седам до него. И само рече, ако ме носиш и ако ме оперисаш, оправи ме, ќе живееме на овај свет заедно. Ако умру, ја там и ти сме. Молим те, още војно свет. Много ми е тешко без него, много. Да беше здрав, жив, ќе ви помогнеше си? Тешко е секојдневието на тетка Станка, зависна од волонтери кои пазарат и купуваат храна со малата инвалидска пензија за која ќе каже таа дека не и треба само да застане на свој нозе. Тетка Станка додава дека не се нафаќаат во Македонија да оперираат и помогнат по единствен излез и надеж и естранство, каде некој доктор би се напатил да оперира и да ја помогне, барем за своји потреби со помагало да може да се грижи за себе. Да може тоа да се уствари ке заврши таа, мислам дека цело Кратово би го почистила од благодарност доколку некој ми ја докаже својата хуманост. Зимам инвалидска пензија, зимам нега, зимам нешто, зимам за тај количка нешто. Али не сум задоволна тоа што зимам. Не можете да го поминете месецот, а дали... Не ради парите дали месецот ќе помину. Не ги сакам едноставно тие пари. Сакам да се најде лек, да се поново оперисам и да стану на ноги. Тоа ми е животна желба. Не ми е желба мене. Пари за количка, пари за нега, инвалидска пензија. Уопште тоа не ми игра улога. Игра ми улога да си стану на ноги. Сакам лека, али да се поново да се отварам, самата операција кошта многу. Докторот со него што прави мобит рече, ако се поново оперисаш у некоја држава, кошта таа операција околу 50.000 евра. Са колку е точно, од него остачу. Надежта ви е само во странство? Па најверојатно. Се консултирале со некој доктор там, од странство? Па да, со еден доктор од Србија. Онде има гледано од седиње на друго, земи тој дојди. Ама у ситуација не сум состојба со некој, например, децата не се тој. Мислите дека некогаш ќе застанете на нозе? Мислам. Пошто CD-то го имам испратено, дадено и некој го има видено и има кажано. Има надеж тебе са ти врзани ногите. И сега со мала, да кажеме, локална анестезија, кој се тоа локална, да се тоа позади отворен некако и да се наместат тие нерви или како да ги кажу. И да се наместат на десна, лева на лева да станеш да одеш, а вака не бие. Кај нас во Македонија ја прават таа операција? Па не се нафаќате и до многу пати. Не сам ја другиот доктор и вака се наоѓам веќе 8 години во состојба. Не знам, просто не знам. Доктор последен пат што беше, тој рече да ти идеш вика тамо на терапија, ако не биде, тражи некој доктор што ќе се нафате. Уствари никој не се нафаќа. А зошто не се нафаќа? Затоа што грешката се тражи тај што го направи. Тај да го исправи. А тој што го направи грешката вика не сем ја праши неврохирурго. Неврохирурго прашај траума. Што ме паценјаваш, иди на траума. И јас се чуду што професор ќе беа. Овај состојбата да те оставе, па не знам. Последната операција на траума што го прави, тај ме унакажа и ме бутна овај состојба. И после кад искачам прашувам доктор. Доктор, ја може ли да стану да оду? Он ми одговара на мене. Крато, ке шо прашуваш дали можеш да станеш да одеш? Ти биди среќен што останаш жива. Ние ќе те пратиме за Крато у Сандак.
Па не е жива, јас сум дошла, значи, за да ме опериција, да стану ноги, нели? А он ми вика, ќе те пратам му се, лежи таму, не стануј, ти ќе беше умреа. Ете, тој беше одгор од него. И секвак, во не е живот. Како ги извршуваш секојдневните обврски, вака врзана во кревет? Како имам, помагат ми волонтери. И имам тој среќа што сум до пат, тако нешто не дојдат или било што зафатени, па дојдат и некои си комшии. Не е добар живот овака, не. Тежок е, напорен е. Врзана за кревет, врзана за све. Ако не ти дое волонтер да ти пазара, ја зему повеќе, за да им за неколку дена. Волонтерите помагаат за бањање, Да. тоалет? Да. Помага, готве. Например, јас си седов дека, оно те праша само дај дека те стоеш што да ти направи супа или чорба или да купиме, имамо таму град Кујна, дај ние ќе направиме, каже како треба, тој, они ми помагат, не викам не. Плаќат белешки, телефони, тоа е све преко ними, така да нема нешто за поставено, да кажем. Али лично, ако ме прашаш мене, што јас сакам да си стану ноги, тоа е друго 12. Се живо да се некако, да ми се одврзат ногите, да си стану, да си оду, барем со помагало, ако не повеќе. Туку за моите потреби, нели, да си работеш, деца си гледаш унучи и така. Може би некој друг има многу желби, а ја имам само една. Само да стану ноги, ништо. Мене ми е битно некој доктор да се нафате, да чуе цел свет мојата животна желба што е. Да стану на ноги, па сети ќе ми светам дека некој ќе ми помогне, некој лекар да ми се нафате. Чини ми се да стану на ноги, цело крат ќе учествувам. Тој не е ни до мене, не е ни до никого, само да се нафате некој лекар. И да ми каже колку тој кошта, па би ти некој хуман ќе се јави да ми помогне. Има една вистина за силните луѓе. Таа се состои во нивната сила преку ден, но и во сулзите навечер кога никој не ги гледа. Оваа жена е силна. Сила е со години да не станеш од постела, а сепак да го зачуваш разумот нормален и се уште да се надеваш дека ќе живееш како некогаш. Затоа апел до секој кој на било каков начин би можел да ја помогне да го оствари својот најголем сон на тетка Станка, таа да застане на нозе како некогаш и да го слави животот.